Во Германија се уапсени две лица осомничени дека планирале напад во трговски центар во Оберхаусен кај холандската граница. Браќата на возраст од 31 и 28 години, родени на Косово, биле уапсени рано утрото во Дуисбург. По дојава од разузнавачите ги откриле полицајци во цивилно пратени да патролираат околу трговскиот и божикниот пазар во близина. Се уште не се знае до која фаза биле подготовките за нападот и дали биле вмешани други луѓе. И засега нема назнаки за поврзаност со тунижанецот Анис Амри, кој влета со камион во божикниот пазар во Берлин. Ројтерс објави ексклузивно видео од нападот, снимено со камерата на такси возило, а властите потврдија дека отпечатоци на Амри биле најдени во кабината на камионот. Тој се уште во бегство и по него издадена европска потирница со награда од 100.000 евра за информација и предупредување дека е вооружен и опасен. Ги добивме првите резултати од форнезичката истрага. Отпечатоци се најдени на надворешноста на камионот, на возачката врата и околу неа. Во оваа фаза од истрагата, веруваме дека Анис Амри бил возачот на камионот. Издаден е налог за негово апсење. Соработуваме со германските безбедносни и разузнавачки служби. Испитуваме некои индикации од луѓе на нашата територија кои би можеле да ни дадат информации. Трагаме по него и по сите кои би можеле да имаат информација корисна за безбедносните служби. Божикниот пазар во Берлин беше повторно отворен вчера со придушени светла и без музика. Посетителите оставаат цвеќиња и свеќи за жртвите, 6 германци, израелски турист, италијанка и полскиот возач на камионот. Канцеларката Меркел рече дека се гордее со тоа колку мирно реагирале повеќето германци. Сепак, критиките против неа и низината политика на отворени врати за мигрантите се погласни, по извештаите дека Амри бил поврзан со исламска држава. Полицијата го следела 6 месеци под сомневање дека сака да изврши грабеж и со парите да купи автоматско оружје за напад, но е прекинала истрагата откако испаднало дека се работи за тепачка поради дрога во парк во Берлин. Се верува дека Амри се движел во круговите на джихадистичкиот проповедник Абу Вала, кој регрутирал борци за ИСИС и бил уапсен минатиот месец. Амри требало да биде депортиран од Германија во јуни, но останал поради доцнење на документацијата од Тунис.